Му велам добро утро на Дане Јошев, председател на Сдруженијето Тиквешки лозаро овоштари, со кого ова утро треба да зборуваме за лозарите, односно за гроздоберот, кој обично или во поранешните времиња екот бил на Крстовден. Крстовден е задутре, оваа година за жал или за среќа, не знам, еве ќе ни каже Дане Јошев, грозието е одамна обрано. Тажната помалку добра вест е дека родот на гроздие годинава е преполовен поради сушното и долго лето. Дане, поздрав од студиото на Телма во Скопје. Вие сте на некаде среде нива, среде лозје, среде вашето лозје и веројатно ќе може и да видиме во текот на разговорот како тоа изгледа. Кажете ни на почетокот, го собравте ли грозието, колку роди, дали сте задоволни? Добро утро као сите гледачи на Телма телевизија и добро што се јавивте овака да ги видите директно нашите маки и незадоволството на лозарите. Овака, до 2016 имаше гројзе околу 135 милиона килограм гројзе. А сега оваа година, овие 7 години се стагнира надоле и сега стигнавме до оваа година до 60 милиона килограма гројзе. Зошто ли? Затоа што еден дел беше од невремето, од сушата, еден дел удари град во Богдановци, во Тиквишијата тука, во Малешевијата, а најголемиот дел е од водостопанство, што и каналските мрежи, што имаат вода, што водостопанство не успеа да донесе вода, и на крајот и таму лозите со системи капка по капка и не можеа луѓето да навадат и фактички гројзето сега оваа година околу 60 милиона килограма гројзе. Вака ние оваа година сте произведувале, односно нивите раѓале, нашите плодни ниви раѓале и до 130 милиони килограми. Што значи добра година? Повеќе дожд во текот на летните месеци или? Вака сега. Треба, сега ние се наоѓаме на местноста Овчка река Белград. Тоа е во Кавадарци. Порано беа пред 10 години врнежливи годините, кога имаше зимно време снег, кога имаше летно време, например, дождови 1-2, и ние берахме тука по 1500 кила гројза до 2 тона, испод 1000 кила немаше никој. Али овие 10 години се смени состојбата. И сега, еве, кај се наоѓаме тука, речи го, овие лозе тука, има уште од 2016 изготвено елаборат да се достави наводнување, каналска мрежа, али до ден денеска, еве, овие 7 години само бареме, али фактички ништо не добиваме. И зошто ли? Еве, сега ќе ви кажам. Ако гројзето, например, лозето ако роди по тона и пол 2, тогаш ние имаме рачун и по-ниска цена, например 25 денари, 23, 22, да го дадеме и кога ќе набереме ние гројзе по 2 тона, тогаш ќе има фајде и лозарите, ќе имат фајде и винариите, ќе има фајде и државата. А вака сега ние што правиме? Бараме помош од државата за елементарна непогода. И за 2021 година имавме елементарна непогода. И поднесовме барање, до ден денеска не е исплатено. И што добиваме ние од тоа? Затоа што елементарната непогода за измрзнување ни плати по 400 денари. А за елементарната непогода лани што беше од Паменица 1200. Што ќе покриеме ние со 1000 денара? Што ќе покриеме ние со 1000 денара? Кои трошкови ќе ги покриеме на еден текра 1000 денара? Тоа Добро, не е Дане, ништо. Вака, Дане, замолете, прво, би ве замолил да ја завртите камерата малце да го видиме, да го видиме лозието како изгледа. Ете така, може да видиме и на другата страна како тоа изгледа, бидејќи сте сред лозие. Би сакал да ве прашам како се мачевте ова лето, како го наводнувавте грозието? Носевте со цистерни вода или како се наоѓавте? Точно така. Еве што наоѓаме на ова лозе, дури и газата тука, овој еве систем капка по капка го намести и на крајот излезе ништо, со цистерни носиш
ама не може што е, тоа е количина вода, лојзето сака за нормално наводнување на лојзето сака од 80 до 100 литра вода на еден квадрат. А со цистерна не можеш ти да донесеш хектари во прашање и тоа некој што е на пример али тоа не може да го спаси, затоа што е вака некој зрно ќе остане, пак тоа е малку вода, али 90% тука 33% од површините се без наводнување. И ние сега бараме водостопанство да се врати, да се изврши централизација, да се врати под општините, затоа што водостопанство не функционира, да се поправат каналите тука во Кавадарци К1, К2, да се донесе тука во местноста Овска река Белград, сме сега тука каналска мрежа Елабрат што е од 2016, да се донесе во другите сушни райони вода. И тоа не да чекаме на 2-3. Ние сакаме одма од 1 октомври сега, че имаме средба, овие денови закажуваме средба со министерот, да се земјоделие Цветан Трифуновски. Он ги знае проблемите, пошто 5 години беа опозиција и знае ги проблемите, и че бараме од 1 октомври одма да овие наши барања да се реализираат. Добро, владата, го спомнавте Министерството, владата го прогласи новата влада за своевиден успех, зголемувањето на откупната цена на грозјето. Дали сте задоволни од годинашната откупна цена, кога станува збор не за родот, туку за цената? Вака сега. Оваа година, да ви кажем, ние баравме оваа година цената да биде на Враница 25 денари, да Смедревката 23. Али што се случи? Затоа што оваа година во април месец во парламентот се донесе закон за вино. И сега во законот за вино фактички Институтот за земјоделие ја формира производната цена и на производната цена додава уште плюс 25% за работувачки. Али и тоа излезе Враница од 20 денари,8, Принке и Смедревката 18,3. Таа е ниска цена и затоа ние бареме измена на законот за вино, на дополнување за тоа што во законот за вино треба да постои и шеќерност. На Враницата 18, како што било до сега, на Смедревката 16, и тоа 25% да биде зголемено на погоре 35-40, за така да достигнеме некоја реална цена, а иначе за да може да функционират и винарите, да може да функционираме и ние како лозари. Секоја година секоја година носи своевиден предизвик, ако ете доминатата година откупната цена беше особено ниска, па бевте многу незадоволни поради тоа. Се сеќавам на години кога се жалевте дека нема доволно луѓе за работа, нема кој да го собере гроздето, и кога раѓаше многу, ако не се лажам, пред 2 години не достигаа луѓе за работа по големите лозија во тиквешијата и немаше кој да го собира гроздето. Абе токму така сега. Не кажаме дека сега оваа цена е добра, али добра е тројка. Али ние барем да биде од година многу добра, четворка, па после да биде одлична. А оваа година, не само оваа година, и ланската година, имаме проблем, што го поставивте прашањето, со аргати, со работна рака. Затоа што еден аргатин зима од 1500 до 2000 денари, а фактички тоа ќе ти набере 500 кг грозе, а фактички тоа е, например, 3 динара ти зима 4 динара од кило. И за лозарот не останува ништо. Кај што се тие, например, под наводнување, кај што има стална вода, оваа година може само нема право да се жала, пошто Смедревка набра од 1500 кг, 2 тона, 2,5, и значи така да тие поминаа добро. И уште нешто да кажам. Имаме и невреме од град. И сега секоја ден на телевизијата кажуваат денеска ќе биде облачно, ќе има град, утре ќе има град. И фактички ние му дозволуваме на облаците што знаат тоа да прават. Значи кај сакат град ќе заврне, кај не. Него ние бареме како здружение, еве и 7 години бареме. Затоа што како порано што има авионите да бидат во исправно стање и да вршат засејување на облаците. Така да ние ќе имаме помала материјална штета и да можеме, а не овака сега, еве оваа година ќе поднесеме ние барање, државата ќе не облегчете со минимално јадарка, например, од декар, а тие се пак наши пари, а фактички нема некој чар, ни државата, ни винарите.
И затоа барем и ракетниот систем што постоеше порано, го имаше по реони, така да и тие да се активира, за градските облаци да се разбиваат. Добро, Дане, вака, најавивте средба со надлежните во Министерството за земјоделство, деновиве, ве очекуваме во Скопје, имаме многу што да зборуваме, меѓутоа за жал времето е кусо. Јас се обидов накратко да запишам во текот на разговорот што се барате, па би сакал на крајот во уште неколку реченици да сублимираме. Ако добро разбрав, прво и најитно ваше барање е да се прогласи елементарна непогода поради сушата ова лето, со што би добиле обештетување на некој начин за преполовениот род од 130 милиони килограми грозје на 60 милиони оваа година. Не знам како ќе успеат и винариите да направат добро вино за следните години со толку малку грозје. Потоа рековте откупната цена како оценка за зголемувањето неодамнешно давате тројка на владата и барате до година барате повисока оценка, односно и уште дополнително зголемување на откупната цена, интервенции во законот за вино и начин да се заштитите од невреме, односно да се стават во функција авионите кои вршат засејување на облаците кои носат град. Дали нешто пропуштив и накако да завршиме? Токму тоа ние имаме многу барања, али ќе му изнесеме на министерот, пошто и уште едно од барањата е до сега на тера долани да дали сме продали гројзе во винарија, кој што ќе продаде од ова гројзе во винарија. И нема се следува субвенции, редовни субвенции не може лозарите да ги земат. Него и сега тоа ќе барам од министерот да укине тој закон. И благодарам на вашите гледачи и на вашата телевизија што еве ни излеговци во сусрет да не ги видат граѓаните од нашите проблеми, од ако не ја произведеме австралско гројзе по тон и пол, тогаш ќе го продаваме по пониска цена и луѓето ќе купуваат гројзе за конзумирање по 50 денара, а не како сега по 100 денара да го купуваат. Благодарам уште еднаш. Ви благодарам, Дане Јошев, председател на Сдруженијето Тиквешки лозаро овоштари. Очигледно имаме што да зборуваме и со лозарите, меѓутоа и со винариите, би сакале да ги чуеме и нивните ставови во однос на зголемувањето на откупната цена. Поздрав до Тиквешијата. Дане, ве очекуваме во студиото по средбата со надлежните во Министерството за земјоделство деновиве.